Агенцијата веднаш по донесување на одлука за распишување на референдум на 31 јули обзнани, објави нацрт препораки како треба да се однесуваат медиумите за време на кампањата за спроведување на референдумот. Дадовме рок 15 на дена за тие препораки да дадат медиумите и заинтересираните страни своји забелешки. Имавме состаноци со Државната изборна комисија и со голем одреден дел од телевизиите и врз база на нивните укажувања и забелешки, тие препораки беа срочени во упатство и за разлика од првичните препораки, агенцијата во согласно со измените на изборниот законник дозволи на телевизиите да имаат дополнителни 9 минути за јавна пропаганда, како што е во законот за референдум, односно платено политичко рекламирање, со тоа што 4,5 минути се одделени за страната за и 4,5 минути за страната против. Ние веќе од самиот ден на распишување на референдумот ги следиме медиумите, тоа нас не е и тековна работа. Сопочну од 3 септември, очекуваме дека тогаш всушност ќе почнат кампањите на страните за или против. Агенцијата ќе ги мониторира националните телевизии и радија, оние кои што ќе покриваат кампањата за референдумот. Дополнително ќе ангажираме десетина соработници кои што ќе им помагаат на вработените во агенцијата за да може да се следи медиумската кампања за време на референдумот и ќе излегуваме со извештаи во случај на констатирање и да има и да нема констатирање на прекршување на Законот за референдум, изборниот законник и Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги и секако упатството кое што го издаде агенцијата. Затворањето на секој медиум, вклучувајќи ја и телевизијата А1, која во периодот пред затварањето, долги години беше најгледана телевизија во Република Македонија, представува удар врз слободата на медиумите во секоја држава и секако дека влијае неповолно на состојбата и со медиумите и воопшто на новинарството во секоја земја, значи и во Република Македонија. Многу работи по затварањето на А1 се променија. Мора да се каже дека и покрај слабостите кои што ги имала телевизијата А1 во изминатиот период пред затварањето, сепак во многу сегменти беше лидер или промотор на нови идеи, нови содржини, нови новини кои што беа добро прифатени од публиката. Тоа беше констатирано и со тоа што ја го зазема првото место според гледаноста, така да сметам дека не навлегувајќи во оправданоста или неоправданоста, бидејќи јас не сум имал увид и ниту па агенцијата, односно тогашниот Совез за радиодифузија имал увид во постапката што ја водеше управата за јавни приходи заради даночно затајување, сепак од програмски аспект, од аспект на публиката, од аспект на слободата на медиумите, може би требало да се најде друг начин телевизијата да продолжи да работи, а незините собственици, управители или оние кои што го прекршиле законот да си ги поднесат санкциите за таквите прекршувања. Формално живее, меѓутоа од осамостувањето на Република Македонија до денес и таа состојба не гледам дека во некој близок период би можела да биде променета. Пред се има сериозни, не би рекол финансиски проблеми, туку располага со многу малку финансиски средства за да може да врши функцијата која што ја има. Тоа не значи дека е оправдување за слабостите кои што ги имал јавниот сервис во изминатиот период, дека тоа е оправдување што нема доволно финансиски средства, меѓутоа граѓаните во Македонија, општеството, кога ќе зборуваме за јавни сервиси, секогаш прави споредба со хрватската телевизија, со телевизијата на Република, с националната телевизија на Република Србија, и тоа мора да се има предвид дека тамошните јавни сервиси имаат 10-кратно, ако не и повеќе, приходи кои што им овозможуваат да имаат
многу подобра програма и да имаат многу квалитетен новинарски кадар. Кај нас, за жал, состојбата со финансирањето на јавниот радиодифузен сервис е лоша. Со измените на законот од минатата година од септември и укинување на радиодифузната такса, приходите дополнително се намалија на јавниот сервис, наспроти укажувањата на владата дека измените се прават за да се подобри финансиската состојба, и може да се постави прашањето и инверзно како воопшто и со такви финансиски средства воопшто и функционира јавниот сервис во Република Македонија. За да се подобри состојбата со јавниот сервис, прво треба да се има политичка волја за тоа. Јас досега од ниту една влада такво нешто не сум видел, тоа се однесува и на актуелната влада. Единствено што било која политичка партија која што е на власт е заинтересирана за освојување на директорските позиции, позициите во програмскиот совет и во управниот одбор, и тука почнува и завршува било каква реформа на јавниот сервис, што е далеко од било која реформа. И овие измени кои што се сега во процедура во парламентот се во истата насока, само промена на програмскиот совет, и апсолутно нема ниту една одредба во измените на законот со кој што се кажува што ќе се направи за подобрување на состојбите во јавниот сервис. Така да, генерално, не гледам дека во блиска иднина би се промениле состојбите, бидејќи за да имаме било какви промени во позитивна насока, првенствено треба да се обезбедат многу кратно повеќе финансиски средства од она што денес го располага јавниот сервис. Видете, кај традиционалните медиуми, односно радијата и телевизиите, кои што се и предмет на мониторинг на Агенцијата за медиуми, можеме да кажеме дека состојбата со лажните вести е добра, односно, да не речам се исклучени, но можеби на прсти се бројат случаи каде што имало лажни вести кои што довеле до тоа да имаме дезинформирање на јавноста. Дури да имало такво нешто, тоа не било со намера од страна на медиумите, туку новинарите сметале дека таквата вест е веродостојна. Во Македонија многу повеќе, односно највеќе, лажните вести се пренесуваат до публиката преку интернет порталите, преку социјалните мрежи, и затоа е многу важно, а тие интернет порталите не се предмет на никаква ниту регулација, ниту регистрација, и во најголем дел од случаите воопшто не се знае кој стои зад тие интернет портали, кои е собствени, кои се уредници, кои се новинари, се објавуваат текстови без да бидат подпишани, и најдобра брана или заштита на публиката и на граѓаните од лажните вести е посветување на поголемо внимание на медиумската писменост, односно критичко согледување на информациите кои што ги нудат разните извори на информирање, за да не потпаднат граѓаните под влијание на лажни вести, и посебно во изборни периоди, или секако што е референдумот, да донесат и погрешни одлуки врз основа на лажните вести кои би се пласирале. Агенцијата за медиуми во април, 27 април минатата година, денот го памтат сите по настаните во собранието, меѓутоа тој ден агенцијата беше иницијатор и основач на мрежата за медиумска писменост, во која што пристапија неколку државни институции, високообразовни институции, државни и приватни, телевизии, радија, невладини организации и така натаму. Таа бројка постојано се зголемува. Агенцијата исто отвори и посебна веб страница која што ја администрира исто така агенцијата, а сите членки на мрежата за медиумска писменост и сите заинтересирани можат да објавуваат и да споделуваат информации на таа веб страница. Минатата година заедно со Македонскиот институт за медиуми изработивме едно CD кое што беше дистрибуирано до сите основни училишта во Република Македонија, да им помогне на наставниот кадар да при
воспитувањето, при наставната програма во основните училишта на наставниците да им помогне при пренесувањето на значењето на медиумската писменост на учениците. Имавме и разни летоци, меѓутоа овој период сега во овој период сме насочени кон спроведување на обврските што ги има агенцијата од мониторингот за референдумот, така да во овој период по значење активности во делот на медиумската писменост агенцијата нема да презема. Иако се тоа тековни активности кои што ние ги правиме, меѓутоа во овој следните месец и пол ќе бидеме насочени кон спроведување на активностите за следење на медиумското представување за време на референдумот. Што би сакал да кажам, дека агенцијата во овој период максимално професионално ќе се насочи кон следење на активностите на кои што ќе ги имаат субјектите кои што ќе одлучат да учествуваат во референдумот и се надеваме дека и медиумите ќе сватат својата значајна улога во општеството и нема да се приклонуваат кон една или друга опција, туку ќе известуваат објективно, непристрасно, следејќи ги професионалните новинарски стандарди за да можат граѓаните да донесат вистинска одлука.